Општина Киселавода на граѓаните им овозможува бесплатно да се ослободат од непотребниот кабаст отпад и шут. За таа цел општината преку секторот за местна самоуправа и социјална заштита во соработка со Министерството за животна средина организира 3-месечна акција за собирање на кабаст отпад. Оваа акција е дел од акцијскиот план на владата за почист воздух. Акцијата ќе започне за 2 седмици и ќе се одвива во текот на месеците февруари, март и април во периодот од 15 до 20 во секој од овие месеци. За граѓаните ќе бидат обезбедени по 2 локации во секоја населба и населено место каде што ќе можат да го изложат својот кабаст отпад и шут. Секој одложување надвор од дефинираните локации ќе биде санкционирано од страна на инспекцијските служби на општината. Општина Киселавода посветено работи на зачувување на животната средина и унапредување на условите за живот на нашите граѓани. Оваа 3-месечна акција за собирање на кабаст отпад е уште еден доказ за нашата континуирана грижа за екологијата. Со оваа акција им даваме можност на жителите да се ослободат од стариот мебел, апарати, градежен шут и друг кабаст отпад на легален и организиран начин. Со поставување на определени локации за одложување, спречуваме создавање на диви депонии и непотребно загадување на околината. Апелирам до сите да ја искористат оваа акција, да го одложуваат отпадот на предвидените места и да дадат свој придонес кон почиста и поубава Киселавода, изјави градоначалникот на општината Орце Ѓоргиевски. Општина Газибаба објави јавен оглас за прибирање на барања за финансиска поддршка на спортски клубови, спортски здруженија, спортисти, други правни лица од областа на спортот и спортски манифестации, кои се одржуваат во општина Газибаба за 2025 година. Оваа година доделува финансиски средства за поддршка на спортот во висина од 11 милиони динари, што представува историски најголема финансиска поддршка за спортот во една календарска година, истакна градоначалникот Бобан Стефковски. На јавниот оглас може да учествуваат спортски клубови, спортски здруженија, спортисти во сениорски категории, други правни лица од областа на спортот и организатори на спортски манифестации што се одржуваат во општината Газибаба, чие што регистрирано седиште, односно живеалиште се наоѓа на подрачјето на општината или имаат огранок на подрачјето на Газибаба. Јавниот оглас трае до 17 февруари 2025 година. Општина Газибаба ги повикува сите оние кои ги исполнуваат условите да аплицираат. Градоначалникот на општина Центар со представници на Црвениот крст на град Скопје потпиша договор за реализација на проектот Итно копче. Со овој проект локалната самоуправа воведува нова услуга за повозрасните жители на 65 години, со која им се обезбедува помош во итни ситуации во домашни услови, достапна 24/7 во текот на целата година. Итно копче е уште еден проект што го наменивме за повозрасните граѓани во нашата општина. По долго време успешно ја реализираме услугата нега на стари лица во домашни услови, преку која обезбедуваме поддршка за највозрасните жители со редовни посети од негователи и физиотерапевти. Наша цел е да помогнеме во нивните секојдневни активности, да обезбедиме нега и рехабилитација, особено за оние кои не можат да си го дозволат тоа со лични средства. Со Итно копче ја прошируваме оваа грижа, создаваме дополнителен механизам за брза реакција во итни ситуации, истакна градоначалникот Горан Герасимовски. Проектот Итно копче овозможува корисниците на услугата да добијат итна помош со едноставно притискање на копчето на уредот за комуникација, кој се носи како приврзок во форма на раквица или ланче. По активирањето, сигналот се пренесува до контакт центарот на Црвениот крст, каде одговорно лице веднаш стапува во контакт со корисникот за да процени каква помош е потребна. Приоритет за користење на оваа услуга имаат повозрасни лица кои живеат сами, кои претходно изразиле интерес за нејзино користење и се избрани како корисници на истата, по принципот прв дојден, прв услужен, и имаат подпишано договор за користење на услугата. 2 млади лица вчера се уапсени во Скопје за дрога. На 5 февруари во 23 часот и 45 минути во Скопје на подрачјето на Киселавода. Полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода 19-годишниот АС од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Истиот ден во 23:45 часот на подрачјето на општина Аеродром
Полицијски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода, а С 23 години од Скопје и БД 23 години од Гостивар, а со престој во Скопје, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случаите ќе следува соодветен поднесок, велат од Министерството за внатрешни работи. Градоначалникот на општина Кисела Вода и председател на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски денеска се сретна со Дејвид Маерс, шеф на политичкиот и економскиот оддел, и Митко Бурчевски, политички асистент во амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија. На средбата се разговарало за можностите за унапредување на соработката помеѓу локалната самоуправа и меѓународните партнери, како и за можностите за реализирање на заеднички проекти со амбасадата на Соединетите Американски држави и меѓународните организации. Првиот човек на Кисела Вода информираше за тековните идни проекти во општина Кисела Вода, представувајќи ги клучните насоки за економскиот раст, привлекување на нови инвестиции и модернизирање на општинските услуги. Посебно ми е драго што денес во општина Кисела Вода е шефот на политичкиот и економскиот оддел во амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Дејвид Маерс, заедно со политичкиот асистент во амбасадата Митко Бурчевски. Соработката со Соединетите Американски држави како наш стратешки партнер во сите области преку амбасадата на САД е од стратешко значење за развојот на општините, привлекувањето на инвестиции и реализација на проекти од заеднички интерес. Оваа средба ја гледам како можност за затврстување на нашите односи и отворање на нови перспективи за развој, изјави градоначалникот Ѓоргиевски и председател на ЗЕЛС. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја